Класична закана, така официјално Скопје толкува објавата што се најди на социјалните профили на руската амбасада во земјава. На постот обрнуваме големо внимание на невиденото ниво на русофобија забележано во голем број странски земји во светлина на специјалната воена операција во Украина. Ве предупредуваме дека сите вакви инциденти се внимателно евидентирани, реагираше дури и самиот министер за надворешни работи. Во однос на објавата на руската амбасада, таа е непристојна објава и е класична закана и ние ја интерпретираме како таква, како закана која што е надвор од нормалната дипломатска комуникација помеѓу две држави. Дека има надолен тренд во односите меѓу Русија и Северна Македонија од почетокот на агресијата во Украина зборува и фактот дека Москва ја стави земјава на списокот непријателски држави. Ние не сме информирани официјално по однос на променет став на Руската Федерација во однос конкретно на нашата држава. Нашата позиција кон Руската Федерација во контекст на оваа агресија е јасно искажана, таа е јавно манифестирана. Османи соопшти дека во рамките на тројката председавачи со ОПСЕ на петочниот вонреден министерски состанок на НАТО иницирал дипломатски обид за комуникација со рускиот народ и негово повикување да се здружи во осуда и спречување на агресијата во Украина. Додека светот го изолира режимот политички и економски со сите своји средства, нашиот став е дека треба да се охрабрат општествата да комуницираат со руското општество и да ги повикуваат и они да бидат дел од односно да бидат дел од разумното размислување на целиот свет. И нашиот став е дека треба да се охрабри таа комуникација не само кај нас во државата, туку во сите држави во светот, и таа иницијатива е споделена преку non-paper од страна на Министерството за надворешни работи до останатите држави во рамки на ОПСЕ, во рамки на НАТО, во рамки на Европската Унија, за да и тие го следат тој тренд на охрабрување на рускиот народ да стане против оваа агресија. Објаснувањето за овој чекор според Османи е потребата да се мобилизира целиот свет против инвазијата која веќе добива и контекст на можна нуклеарна закана. Меѓу другото, затоа македонската дипломатија иницира средба на министерско ниво на земјите од Западен Балкан да се разговара за можните слаби точки во регионот и предизвиците во наредниот период. Истовремено продолжува евакуацијата на македонски државјани и нивните семејства од Украина. До сега се повлечени 120 лица. Проценките се дека има уште 40 на македонски граѓани останати во Украина. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.